Во продолжение зборуваме за невремето. Не случајно видовме какви слики дојдоа последно од Охрид, иако повеќе градови има слични проблеми и како што велат климатолозите, ова ќе биде веројатно многу почеста појава во наредниот период, како и во годините кои што ни предстојат. Како се справува Центарот за управување со кризи во вакви ситуации, ќе ни открие Маријан Ников, кој утрово зборува на оваа тема. Маријан, добро утро. Добро утро, Јована, добро утро и до гледачите на утринската програма Сака Македонија. Токму така изминатиот период, последните неколку денови, можеби вчера не, но секако деновите од викендот, а и претходно бевме сведоци на изобилни врнежи на дожд, па потоа и порои, и сето тоа придонесе дел од градовите низ Македонија и региони да бидат зафатени со големи поплави. Сето тоа ќе побараме одговор на овие прашања околу тоа како надлежните се справуваат со сите тие работи. Се наоѓаме во Центарот за управување со кризи. Добро утро за драги Тарчуговски, државен советник. Еве, колегите најавија, јас и ќе го поставам првото прашање, во кои региони во последниот период имавме најмногу поплави, најмногу дожд, кои што предизвика и други проблеми? Најнапред добро утро на вас и на гледачите на Сител телевизија. Кога зборуваме за летните поплави, тоа станува за поројни поплави, кога на мал простор, мал географски простор, паѓаат по големи количини на врнежи, најчесто со дожд. Такви појави имавме во изминатиот период, бидејќи беше нестабилно времето и на неколку наврати, неколку различити денови имавме повеќе врнежи на мал простор, кога се имаше одредени поплавувања. Тоа се карактеристични поплави кога таа количина на дожд ќе падне во урбаните средини, бидејќи кога паѓа во планините, таа се слева по водотеците и оди во реките и никој не ни забележува. Но кога паѓа поголема количина на дожд, на падавини, прецена дожд и град, во урбаните средини, заради состојбата на атмосферската канализација онаква каква што е во градовите во државата, или некаде ја нема воопшто, а некаде е измешана заедно со фекалната, таква каква што е, не може да ги прифати тие падавини и доаѓа до водотеци по улиците и поплавувања пред се на подрумските простори, но и на дел од земјоделските површини и така натаму. Такви падавини во изминатиот период имавме во неколку наврати, во неколку случаи, во неколку градови. Покарактеристични беа, најпрво беше Делчево, потоа Крива Паланка, па Охрид, Берово, Кочани. Тоа се градовите кои што во овој период има најмногу поројни поплави, да речем, кои што за краток временски период паѓа голема падавина, која што за еден час од прилика се повлекува, но останува со своите последици во подрумските простори, во земјоделските површини и така натаму. Ово споменавте, тоа се падавини кои што се појавуваат во краток период, во големо изобилство и нешто што не може да се спречи, нели, реално. Успеваат ли надлежните после тоа да направат чекори кои што може, така да се изразам, побрзо да дојде во функција нормалниот живот, иако знаеме дека ќе биде потребно и повеќе време? Точно дека не може да се спречи кога станува збор за краток временски период, но со правилна градба, со правилна изведување на атмосферска канализација, тие порои не би правеле никакви штети. Но во оваа ситуација во која што се наоѓаат нашите градови, на нивото на отпорност на кое што го имаат, точно дека не може да се спречи и останува да се бориме со последиците. Основни чинители на ова справување се општините со нивните структури кои што ги имаат за справување, пред се територијалните противпожарни единици и јавните комунални предпријатија. Но кога тие не се доволни, како што беше случајот во Делчево, на помош доаѓаат соседните општини пред се. Тоа беше случај во Делчево, кога сите соседни општини со своите територијални противпожарни единици помагаа во испумпување на водите од подрумите, бидејќи беше зафатен поголем простор. А кога станува збор за инфраструктурни објекти, тогаш и државата е таа што помага во дел од решавање на инфраструктурните проблеми на општините, бидејќи општината е основниот двигател на кризниот менеджмент пред се во вакви појави. Сега доаѓаме до тој момент, јас знам дека во минатото се правеле канали кои што би требало во градовите или во околината на градовите
да спречат вакви случаи на поплави, меѓутоа од нашето искуство знаеме дека каналите најчесто не се во функција, односно или се затрупани со земја, со шут, не се одржуваат редовно. Дали и тука има причина ако ни се случува поплавување кое што поради поројните дождови и се случува? Кога зборуваме за каналската мрежа, таа е поделена на примерна секундарна и терцијарна каналска мрежа. Примерната каналска мрежа е во надлежност на државата, односно на АД Водостопанство, и таа е ишистена, но тоа станува збор за оние големи канали како што е каналот кај Таур, кои што прибираат големи количини води, кои што можем да речем дека личат и на реки. И секундарните се исто така ишистени, но терцијалната каналска мрежа можам слободно да речам дека е во голем дел или уништена или затрпана бидејќи кога нема 2-3 години дожд, лесно се прави преку каналот насип и да се влезе во својот имот, а потоа кога ќе дојде дождот офлеле. Но тоа тие сме што стоиме, такви сме како народ. Не знаеме да го цениме она што го имаме, не секогаш го одржуваме како што треба. Но тоа е малце поширока тема која што заслужува посебно внимание во подолг временски период. Сепак во градовите, во урбаните средини каналска мрежа има изразито малку или да нема воопшто, а атмосферска канализација има нешто во Скопје. Надвор од Скопје ретко каде има во градовите, многу малку само по главните улици. Атмосферска канализација, значи канализација која што би требало да ги собере атмосферските води при падавини. Сега доаѓаме до моментот, имавме, да не кажам, поради сите тие големи количества на вода, мостовите. Дали можеме да кажеме дека се во состојба да бидат безбедни или пак имаше веќе некаде каде што се палеше и црвено светло? Некаде црвено светло, некаде се палеше мостот, како мостот Беласица. Добро, во случајно изпадне меѓутоа. Но во секој случај, добро е да го отвориме и ова прашање околу стабилноста на мостовите, бидејќи после мостот Беласица во голема мера се прави скрининг на поголем дел од мостовите во државата. Тоа наблюдување го прават зависто од нивото кој стопанисува со мостот. Некаде се локалните самоуправи, а на регионалните магистралните патишта и автопатиштата тоа го прави Министерството за транспорт и врски преку Агенцијата за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта, она што порано го викавме Македонија пат. И скринингот покажува различите состојби на различити мостови. Граѓаните често јавуваат за ваква или онаква состојба на мостовите. Факт е дека добар дел од мостовите се стари и оштетени, но тоа не значи за магистралните и регионалните патишта. Пред се тоа се мостови кои што се на локалните патишта, како што е, например, мостот во Босилово, мостот на Пчиња кај Куманово, потоа мостот на Вардар кај Уљарци, каде што има подкопување на дел од стабилната структура. Столбот е подкопан, например, кај мостот кај Уљарци на Вардар. Значи, имаме и такви ситуации, а имаме и однесени мостови. Мостови тоа не се класични мостови, тоа се мостчиња кои што се ги правеле сами граѓаните, импровизирани. Па нека се импровизирани, меѓутоа преку нив граѓаните, тоа им е единствена врска со конкретно два моста што се однесени во Крио Паланка, тоа е единствена врска према градот. Тие 10-15 куќи, тоа им е, ако го нема тој импровизиран мост направен од камионски приколки и тракторски приколки, тогаш мора да газат низ таа рекичка, низ таа вода. Не викам дека се тоа големи реки, меѓутоа факт е дека треба да се направат. Дали се уват граѓаните конкретно во вакви случаеви дека имаат проблем, дека се одсечени, конкретно на вашиот телефонски број 112? Во делот на справувањето, додека е активно додека е невремето, има голем број јавувања на телефонскиот број 112. Можеме и точна статистика да извадиме, сега не располагам со точна статистика во моментов,
по региони, по градови, и тоа го се следи. Службите во секторот 1 и 2 и тоа го гледат и следат како има голем број јавувања кои што во моментот се трансферираат кон соодветната служба која што треба да одговори. Дали е тоа полицијата, доколку станува збор за некое лице кое е исчезнато или слично, или пак противпожарната бригада, односно територијалната противпожарна единица во другите градови, кога станува збор за испумпување на вода од подрумите пред се или јавното комунално предпријатие во тој град, тие повици се трансферираат во соодветната служба и се излегува на терен и се действува. Действувањето потоа трае некогаш 1 ден, некогаш 3 дена, зависи од ситуацијата и можностите на службите кои треба да одговорат, а и од бројот на поплавените објекти. Јаве сега повторно околу граѓаните, доаѓаме до момент дека имале некои проблеми, имале штети, дали каде треба да пријават тие штети и дали постои некој рок во вакви случаи кога има поплави или пак други непогоди, кој е рокот кој што треба да го пријават тој проблем кој што им се случи? Значи, кога зборуваме за штети, треба да ги гледаме од два аспекти. Целосно обештетување вршат само осигурителните компании на осигурените имоти. Тоа е она што е целосно и што треба секогаш да го форсираме, затоа што и во премиите пред се на земјоделските површини државата дава дел од премијата за осигурување. И тоа треба да биде иднината на нашата сигурност. Да секогаш граѓанинот добие 100% од обештетувањето, но тоа е единствениот начин за 100% обештетување преку осигурителните компании. А кога станува збор за неосигурените имоти, кога веќе се случило невреме, како што се најголем број случаеви сега во моментов за кој што дискутираме, во тој случај има државата еден систем за помош на граѓаните, од граѓаните за граѓаните, со други зборови. Таа помош е предвидена согласно Законот за заштита и спасување и постојат две комисии. Една, односно многу комисии се општински комисии, 84, и една е Републичка државна комисија за процена на штети од природни непогоди и други несреќи, кои што работат на оваа проблематика. Кога зборуваме за рокот е значи подобро е што похитно, побрзо, за да додека е видливо комисиите општински да можат да направат реална процена на штетата. Без оглед дали станува збор за штетите во домаќинствата, во подрумските простории, на оние други објекти кои што ги има во дворот како пумпни станици и слично, или пак за земјоделски површини и посеви. Во тој случај, колку побрзо се пријави, толку подобро е комисијата реално може да ја изврши проценката на штета. Потоа роковите се нешто подолги, да може комисијата тоа да го обработи, среди, донесе на совет на општината и оние случаеви, а најчесто се такви, кои што не може општината сама да ги изменаџира од аспект да даде од соодветна помош на граѓаните, се праќаат до Републичката комисија, која што тие ги сумира, прави збирен извештај, ги доставува на владата и владата дава определен надомест до граѓаните преку општините, но строго наменски, да не може да се наменат за ниједна друга намена, освен да се платат на трансакцијските сметки на граѓаните кои што претрпеле известна штета. Но ќе повторам, станува збор за помош, која помош не е 100%, туку зависи од можностите на буџетот и бројот на зафатени лица во тој период. Јас ви благодарам за подвоеното време и за гостувањето во утринската програма на Сител. Се надевам дека ќе бидеме многу повнимателни и дека надлежните институции барем по поројните достави нема да имаат многу работа. Да се надеваме. Почитувани гледачи, тука ќе го сумираме овој дел кога станува збор барем околу невремето и сето она што може да биде последици од невреме. Веќе споменав да се надеваме дека ќе бидеме многу повнимателни и она што значи рачистување на оние канали за одвод, дека сето тоа ќе биде како што е потребно, па да немаме поголеми последици и штети кога станува збор за елементарните непогоди како што се поплави или пак поројни дождови. Ти благодариме, Маријан, за ова вклучување. Се гледаме малку подоцна повторно.